Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Американците денеска го слават денот на Кристофер Колумбо, во чест на италијанскиот морепловец кој во потрага по новиот свет пристигнал во Америка. Годишната Нобелова награда за економија во рацете на двајца американци. Ова се дел од насловите со кои ги започнуваме вестите. Американците денес го слават денот на Колумбо, кој е државен празник во чест на пристигнувањето на Кристофер Колумбо во Америка. Италијанскиот морепловец пловел под шпанско знаме и предводел 4 експедиции во потрага по новиот свет, но никогаш не остварил својата оригинална цел – да пронајде рута преку Западниот океан до Азија. Наместо тоа отворил нова ера во светската историја со возможувањето на истражување на Америка. Денот на Колумбо е државен празник во САД од 1971, кога банките, поштата, владините служби се затворени, но многу бизниси и берзата е отворена. Музеот за аеронаутика и истражување на Вселената во Вашингтон беше затворен кога голема група демонстранти се обиде да го пробие кордон од стражари и да влезе во зградата. Најмалку еден демонстрант е уапсен, околу 100 до 200 лица се обиделе да влезат во музеот. Некои од демонстрантите се поврзани со протестите "Окупирајте го DC", кои започнаа минатата недела во главниот град и се поддршка на идејата за протести кои почнаа во Њујорк минатиот месец. Американците Томас Сарджент и Кристофер Симс се добитници на Нобеловата награда за економија за 2011 за истражувања за односите меѓу владините одлуки и економијата. Кралската академија на Шведска им ја доделува Нобеловата награда на двајцата американски професори за нивните емпириски истражувања за предизвикувањето и ефектот врз макроекономијата. Комисијата кажа дека добитниците развиле методи за адресирање прашања како влие на привременото зголемување на каматните стапки или намалувањето на даноците врз економскиот растеж и инфлацијата. Републиканските председателски кандидати утре ќе имаат уште една дебата во државата каде обично се одржуваат првите прелиминарни избори, Нју Хемшир. Последните истражувања на јавното мислење покажуваат дека поранешниот гувернер на Масачусетс Мит Ромни води меѓу нив, но се популарен станува малку познатиот бизнисмен од Џорџа Херман Кейн. Републиканските председателски кандидати повеќе од сигурно е дека ќе бидат прашани за протестите низ целата земја кои се насочени против корпоративната алчност и луксузирањето на Wall Street, на што реагираше и председателот Обама. Да, луѓето се фрустрирани и го креваат гласот против тоа како функционира нашиот финансиски систем. Републиканскиот кандидат Херман Кейн вака одговори на прашањето во интервју за Wall Street Journal. Не го обвинувајте Wall Street, не ги обвинувајте банките. Ако немате работа и не сте богати, сами сте виновни. Овој малку познат бизнисмен од Џорџа завршува втори, трет во некој од последните анкети. Истражувачот на јавно мислење Питер Браун објаснува. Херман Кейн е омилен на подржувачите на Ти парти во републиканската коалиција. Голем говорник е и има искуство во бизнисот. Ова беше добар месец за него. Поранешниот гувернер на Масачусетс Мит Ромни повторно е на врвот во повеќето понови анкети. И тој игра на картата бизнес, како што ќе видиме од неговото застанување во Флорида. Јас ќе го исправам Вашингтон, зашто знам како да го сторам тоа. Повторно ќе се вратиме на прав пат. За Ромни и Кейн беше добро паѓањето на поддршката за тексашкиот гувернер Рик Пери, кој се надева да го надомести изгубеното во следната дебата. Има консензус дека тој не мина добро на дебатите минатиот месец и беше победен од Кейн на пробно гласање во Флорида, што дојде како изненадување. Председателот Обама исто така не котира добро во истражувањата. 55% не одобруваат неговата работа, што е досега најнизок рейтинг за него. Со официјалното откажување од трката на Сара Пејлин, поранешната гувернерка од Аљаска, се чини дека американците веќе знаат кој точно е во трката да ја земе работата на Обама. Светската здравствена организација проценува дека 346 милиони луѓе во светот имаат дијабетес. Најголем дел од нив живеат со средни или ниски примања. Ако овој тренд продолжи, стручњаците велат дека ова ќе стане глобална епидемија, а бројот на смртни случаи ќе се удвои до 2030-та.
Размислуваме за епидемии на заразни болести, но во моментов во светот имаме епидемија на диабетес. Вака смета Сју Киркман, вршител на должноста директор на Американското здружение за диабетес. Милиони луѓе живеат недиагностицирани со тип 2, најчестиот вид на болеста. Во САД, барем 1 на секој четворица со тип 2 е недиагностициран. Овој вид на диабетес го спречува телото да користи инсулин, хормон што го регулира нивото на шеќер во крвта. Болеста може да го оштети срцето, очите, бубрезите и нервите. Цената од диабетесот во САД е 174 милиарди долари годишно, според Американскиот центар за контрола и превенција на болести. Ен Олбрет е начело на оделот против диабетес во центарот. Според проценките, денес 1 на секој 10 американци има диабетес. Во 2050-та соодносот може да стане 1 на секој тројца. Марлин Статен е виш советник во оделот за истражување на диабетес при Националниот институт за здравство. Пред 30 години немаше случаи на диабетес 2 меѓу децата. Денес особено загрижува што како што децата стануваат потешки, така има се повеќе заболени меѓу нив, особено децата од малцинските популации. Во најголем дел оние од афроамериканско или латиноамериканско потекло. За сега нема лек за диабетесот, но лекарите велат дека промените во начинот на живење, како одржувањето на здрава телесна тежина и вежбањето се најдобриот третман и превенција. Утре во News Flash задоволни сме од напредокот на македонската економија и очекуваме раст од 3 до 4%, вели регионалната директорка на Светската банка за Западен Балкан во разговор за Гласот на Америка. Гледате утре во News Flash. Утре во News Flash, Джейд Армитач, македонската економија е на добар пат. Зголемување на извозот, раст на странските инвестиции. Гледате утре во News Flash. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Боаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.